Почитуван министар на внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитуван државен секретар на МВР, магистар Магделена Несторовска, почитуван ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, професор доктор Игор Неделковски, почитуван декан на Факултетот за безбедност и автор на учебникот Раководење во полицијата, професор доктор Никола Диовски, почитувани припадници на МВР, почитувани професори, студенти и гости. Со задоволство ја прифатив поканата да се обратам на свечената промоција на новиот универзитетски учебник од авторот професор доктор Никола Диовски од Факултетот за безбедност. Ние во МВР и во полицијата секојаш со внимание ги следиме анализите, извештаите и препораките кои ги даваат професорите од Факултетот за безбедност и се обидуваме да ги имплементираме во дневната практика. Од друга страна, постојано сме отворени за соработка и ги споделуваме најзначајните безбедностни податоци кои ги користат професорите и студентите за нивните истражувачки активности, како и за подготовка на магистерски и докторски трудови и други публикации. Со големо внимание пристапив кон анализата на содржините кои се дел од овој универзитетски учебник и можам да истакнам дека учебникот представува вистински спој на теорија и практика. Авторот посветува подеднакво внимание и на научните постулати на раководењето во полицијата како основа за градење на дополнителните знаења, но и на полициската практика која е многу значена за развојот на квалитетни кадри кои успешно ќе го водат процесот на раководењето во полицијата. На мислење сум дека учебникот Раководење во полицијата ќе има подеднаква применлива вредност како за студентите на Факултетот за безбедност, така и за вработените во Министерството за внатрешни работи и полицијата, кои ќе може да се стекнат нови напредни знаења и вештини за раководењето како најзначаен сегмент за нивната работа. Во учебникот се забележува искуството на авторот, кој ги користел неговите практични знаења да понуди теми кои се многу значени за редовните работни задачи на раководниот полициски работник. Елаборирање на основните и дополнителните функции на раководењето даваат еден нов, модерен пристап во планирањето, организирањето и спроведувањето на полициските работи и ќе биде добро четиво за секој полициски службеник. Дополнителните функции кои им стојат на располагање на раководните работници може значено да им се олесни нивната работа. Авторот на многу внимателен начин ги представува и ги идентификува проблемите, поврзувајќи ги со донесувањето на одлуки. Процес кој има суштинско значење за навремено и квалитетно извршување на полициските работи. Мотивирањето на вработените е многу значено, а токму во овој учебник ќе може да се прочитаат многу корисни совети за тоа како да ги направиме вработените повеќе посвесни и помотивирани за извршување на безбедносните задачи. Особено внимание ме предизвика содржините за раководењето во полицијата при извршувањето на посебните, односно специјалните и сложените безбедносни задачи, како и раководењето во полицијата при спречување на граѓанските немири. Токму во овој дел може да се препознае внимателноста на авторот кој имал во предвид сите законски прописи и регуларноста на извршувањето на овие безбедносни задачи, а сепак да предизвика дополнително внимание при донесувањето на секоја поединечна одлука и да понуди јасен и прецизен пат по кој може да се движат полициските раководители при раководењето во најсложните безбедносни задачи. Овој учебник за нас представува дополнителна поддршка за развојот на полицијата во современа демократска институција која е столб на нашиот безбедносен систем и на владењето на правото во нашата држава. Со издавањето на овој учебник, студентите на Факултетот за безбедност и вработените во полицијата добиваат нова стручна литература преку која ќе се збогатат нивните знаења за полиција како систем и за раководење како основен процес кој ги придвижуваат работите напред. На крајот, дозволете ми на авторот професор Диовски да му честитам за издавањето на новиот учебник, со надеж дека ќе добие сите позитивни критики од професорите, студентите и од вработените од Министерството за внатрешни работи. На сите наши партнери и соработници од Факултетот за безбедност им посакувам уште многу вакви успешни активности, а на студентите да продолжат со внимание да ги совладуваат полициските и другите безбедносни науки, затоа што само на тој начин ќе се стекнат со квалитетни знаења кои еден ден ќе ги применуваат во работата во македонската полиција и во промовирањето на нашите демократски вредности кои се одлика на нашиот систем. Ви благодарам за вниманието.